сте скопјанишќа. Еј, Светлово, не ме прати дека сум од Охрид. Чај да видам ваму. Остај го, брат, да не се замараш, ке се шетам вечерва. На прошетка сум, знаеш, таков денов е. Уха, hello. Дајте спонтан, ајде. Мислам аплауз, не друго. Убај тие, охо. Ај честито слава. Втори, градска слава, Не знам што се носи за слава, обично Охрид за слава, вино носиме. За ваков ден треби табла кнауф за тебе да си донесиш. За секој случај, не знаеш што му ја се деси. За да немат жртви, знаеш, на славава. За шив година треба да се видиме, порадосни, повесели. Да. Така рекле... Живи сте тука? Да. Така рекле старите, кој носит, не просит. А кој не носит, ќе молит за прошка. Оставите ме, молим те. Ќути сега сите овдека, за рицар ќе те прогласиме. Клекни, Славчо, и стани, сер Славица. Не знам дали имате приметено, во последно време има доста геј протести во Скопје. Сте приметиле? Значи, публиката може да учествува, да, не. Да. Ова е за вас. Сега ќе ви објаснам зошто е то така, зошто имат геј протести. Значи, класични недоразбирања се во прашање. Значи, од граѓаните на град Скопје не се бара да ги признаат луѓето со хомосексуална природа. Од граѓаните на Скопје се бара само да признаат. Пушти ги овие дошљаци од цела Македонија присобрани и ограничени. Не ти требат. Не дека ние Охрид сме нешто поарни, мислам. Да. Например, на класичен, на стандарден охриѓанец, кој ќе му дојдит хомосексуален пар да барат смештај. То него во старт ништо не му значи. Аве, дошле 2-3 мажи, сексуалци биле. Па шо сите сме сексуалци? Кој појќе, кој помалце? Кажи му ти, не му вака. Машки сте? Да. Сите? Сите, да. Под тушку ќе се туширате, сите се капите заедно или посебно? Се капиме, мислам, вака, заедно, ако може. Може, нормално. Не само што може, и пожелно е. И чужива е. Ето, сите страни задоволени. Од сите страни. И после жена му нека гланцат плочки со доместос. Затоа што имат работи што и во геј врска не може да се проголтет. Ќе имат вакви работи сега, деноте. Иначе со машко да се тушираше поубаво отколку со женско. Овде искуството говори. Да. Зашто ќе се тушираш со маш, ако се лизниш, можеш да се задржиш на нешто. Нов ми е материјалов, гледам да ве оштетам 5 минути. Нас ни се чини дека, например, тие што се хетеросексуални се супериорни во општеството. Пуштил брко и доста е. Нема везе, човече. Право на глас немаме во Европа, никој не е баба. Замисли да се соберат 2-3 хетеросексуалци на плоштад, на протест. Ние
сме исти, не сме различни. Браво. Глупо е, сваќаш, немат конфликт, не икиш да смениш ништо, или ќе речите еден, јас дома имам жена. Свака час е, вау. Заедно сте, да? Поддршка. И имам жена дома и ја ебавам еднаш неделно. То, царе, само напред. За разлика, например, ако се соберат група лепотани на площад, на кои што им скурчило да живеат во оваа транзиција и се спремни да направат детални промени, вклучувајќи го и полот. Ето, не е лесно да прифатиш. Не е лесно, сваќаш. Затоа што навикнат си, немоеш комшијата 20 години си го викал Славе, и сега наеднаш Сладжана треби да го викаш. Знаеш, не е лесно. Стари навики се во прашање. И кој ќе ти дојдат децава, Тато, те поздрави, чичко Сладжана. Да, деца се тие, значи без разлика ти колку и да се менвиш, децата си гледат наивно. Да, имаш цицки, значи си тетка. Имаш мустајки, значи си чичко. Мустајки и цицки, чичко Сладжана. Али пази, комшијата без разлика и полот да го сменил, пак те поштоват. Спремен е секојаш да ти се најд во неволја. Кој ти окреваш каучот, например, дома. Окреваш каучов и му викаш на Малиов, оди пиле, викни го чичко Сладжана. Не можам, кичмава ме фати аман со овај каучов. И кој ќе ти дојд, чичко Сладжана. Уа! Тој не Сладжана, Сладјан, човече.